Во делот на здравствената состојба на вработените во градинките, воспитувачите и негователите, како што ви кажав, Министерството за труд и социјална политика на дневно ниво прави пресек на состојбата, здравствената состојба пред се на дечињата кои што се згрижуваат во градинките, меѓутоа и на вработените. Во моментов, од 311 објекти, исклучок имаме само во неколку градинки, каде што има појавено симптоми на вработените, и тоа дел од нив беа пред отворањето на градинките, како што беше примерот со градинката во Свети Николе, која заради тоа и има одложен почеток со работа. Понатаму имавме воспитувачи од Битола, кога заради нивната здравствена состојба беа ставени во изолација и нивни колеги, така да во Струмица имаме неколку случаи, така да будно ја следиме состојбата со здравствената состојба. Сакам да нагласам и да ги граѓаните охрабрам, прво да ги почитуваат препораките на Комисијата за заразни болести во делот на чување на безбедно растојание од најмалку 1,5 метар, носење на заштитни маски преку носот и устата, често миење и дезинфекција на рацете. Нас ни е најважно здравието на најмалите и на вработените. Доколку ситуацијата, епидемиолошката ситуација во државата ескалира во смисла на влошување на општата состојба, секако будно следејќи состојбата заедно со Министерството за здравство, владата, меѓутоа пред се препораките на Комисијата за заразни болести, во која што се врни експерти од сферата на здравството, чија вокација е епидемиолошката ситуација во државата, ние ќе постапиме и ќе преземаме мерки кои што ќе го гарантираат здравието и безбедноста и на децата и на вработените.